Најбогатиот граѓанин на Србија заработил повеќе од 6,3 милиони евра минатата година, што е околу 530.000 евра месечно. Ова произлегува од податоците што ги објави деночната управа на Србија за деночните обврзници кои лани заработиле повеќе од 2,7 милиони динари. Пријавените приходи за првите 100 даночни обврзници со најголеми пријавени приходи во текот на 2019 година се движат од околу 61 милион до околу 749 милиони динари. Меѓународниот монетарен фонд предвидува јавниот долг на Албанија да достигне 83,2% од бруто домашниот производ, што ќе представува историски највисоко ниво. Коментирајќи ги ваквите предвидувања, еден од најпознатите експерти од областа на економијата Зеф Пречи оценува дека тоа е резултат на двете последователни кризи. Ланскиот катастрофален земјотрес на 26 ноември и пандемијата со COVID-19, но и лошото справување со нив. Дури според него, долгот може да достигне и 100% од бруто домашниот производ. 63 годишен Хрват е уапсен денеска поради закани упатени кон премиерот Андреј Пленковиќ. Полицијата кај него пронашла оружје, а настанот се поврзува со елементите на тероризам од нападот на плоштадот Свети Марко, кога во пукотници пред зградата на парламентот беше ранет полицаец. Уапсениот во неколку наврати јавно кажал дека целта на нападот била убиство на премиерот, а дека тој лично фантазира за тоа да се случи.